Благодарам. Ќе бидам многу кратка и ќе се задржам само на деловите од законот кои ми се спорни и сомнителни, а воедно имам и некои прашања, зашто ќе го искористам присуството на директорката на Управата за јавни приходи да ми ги разјасни. Генерално, според мене барем, законските измени се во ред, но ако гледаме површно, без да навлегуваме во суштината и зад скриените намери на власта, кои ги има буквално во секој предлог закон. Имам впечаток дека, како што се зачестува зборот избори, власта се наоѓа милион начини за да си ги награди партиските послушници. Дали со покачување на плати, дали со намалување на критериуми, дали со можност за дополнителни додатоци на плати и така натаму и така натаму. Тоа, за жал, е забележливо и во член 40 од овој предлог закон, кој се однесува на месечната плата, на доместоците и наградите. Сега видете, новината е во тоа што Министерот за финансии на предлог од директорот на Управата за јавни приходи ќе можел да определи додаток на основната плата до 60% од платата, која пак може да се даде за работни места кои ги определува владата на предлог на Министерот за финансии. И нема многу да должам, според дотичниве што ги наведов, Министерот за финансии, директорката на Управата за јавни приходи, владата, точно може да се предвиди кои и какви кадри ќе бидат привилегирани да добиваат поголеми плати и додатоци на плати. Од друга страна пак, со дополнување на член 45 се пропишува нова дисциплинска мерка распоредување на работното место на непосредно пониско ниво. Како и пред малку што спомнав, точно знаеме кои и какви кадри ќе се соочат со распоредување на пониски нивоа. А дојдовте на власт, да потсетам, советување за реформа на јавната администрација. Па да ве прашам, каква е таа реформа ако ги намалувате критериумите за унапредување? Каква е таа реформа ако не се бара искуство како раководител во јавен сектор? Овие факти ни отвараат бројни сомнежи на нас, а верувам и на граѓаните. Иако досега бројни наши сомнежи се оствариле, сакам да верувам дека навистина ќе се зајакнат компетенциите на вработените во Управата за јавни приходи и дека овој предлог закон нема да биде само уште еден параван за зацкривање на намерите за наградување и унапредување на партиската војска. Дај Боже, реалноста да покаже дека грешиме. Зошто го велам ова? Затоа што од ветувањата за реформа на администрацијата досега видовме само вработувања и унапредување на лица од фотоалбумите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Од ветувањето за бесплатно здравство видовме само клиники без струја. Од ветувањето за квалитетно образование добивме само образование без учебници и така натаму и така натаму. Да се надеваме дека владата со ова зголемување на платите во Управата за јавни приходи нема намера, идентично како Министерот за финансии, да ги задржува вработените да не ни заминуваат во странство. Луѓето заминуваат заради сегде присутна и се присутната корупција и партизација, како и се присутните слабости во системот. Сега, моите конкретни прашања, кои што навистина не ми се јасни, се дали во систематизацијата на работните места во Управата за јавни приходи, во опис и попис на работни обврски, имаме увид кои се тие работни места и задачи со специфична тежина. Ќе ми одговорите, ќе имате прилика да ми одговорите, не е проблем. На кој начин ќе одлучувате кој да зема поголема плата? Или инспекторите кои што ќе донесат повеќе наплатени казни ќе бидат наградени? Тоа би значило клуч на врата на компаниите. Исто така ме интересира, спомнавте дефицитарни струки. Добро е да ги знаеме тие дефицитарни струки за да се насочиме нели во образованието како држава. И на крај, не ми е јасно
Како тоа законов нема финансиски импликации, а плати ќе се зголемуваат и додатоци на плати ќе има. Од каде ќе се исплатат овие средства, ако не од буџетот? И овде ќе завршам, да се надеваме дека нема да се остварат овие наши сомнежи за партизација во Управата за јавни приходи. Ви благодарам.